За нешто што е доста актуелно, кое го зазема нашето внимание и на возрастните и на помладите, алатката ChatGPT, алатката за вештачка интелигенција, како таа влијае на човечкиот мозок. Денеска разговараме повеќе, особено од аспект како влијае кај младите. Разговараме со доктор Камилија Симеонова, таа е специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро. Добро утро, Јована, благодарам за поканата. Првото прашање, ајде да објасниме зашто се младите можат да ја користат ChatGPT апликацијата. Што представува таа за нив? Така, ChatGPT, односно вештачката интелигенција, представува една многу користена алатка во последниве, да речем последниве година-две особено. И можеби бумот ќе видиме статистички дека го има направено да ги има зголемено, односно сите можни ресурси кои што претходно младите ги користеа, сега како да ова е универзален ресурс, како да добие еден универзален аспект, знаете, и ја користат буквално за се. Ја користат од прашување дали им е добра партнерската врска, од дали од да им ја раскаже книгата што им е лектира нели на училиште, до најразлични, да речам, секвели од животот. Така што баш вештачката интелигенција го направи својот бум. Добро, дали таа може да се користи, затоа што ги спомнуваме младите, како едукативна алатка? Да. Апсолутно. Границата е тенка? Така е. Или начинот на користење не е добро познат кај младите? Што мислите дека? Знаете како? Вештачката интелигенција е јако поврзана со тој допамински систем во мозокот. Тој систем кој што прави зависност. Како она скролање, ние добро знаеме дека скролањето на телефон го потикнува допаминот. И секоја активност, каде што ние го на некој начин зафаќаме допаминот, апсолутно правиме зависност. И докажано е дека секоја допаминска активност прави зависност, заради тоа што е директно поврзана со тој ревард систем, односно системна награда во нашиот мозок. И секако дека ако се изгуби контролата колку се користи таа алатка, прави зависност. Тенка е линијата споминавме, сега го споменавме допаминот. Веројатно од ваш аспект ќе може малку подетално да ни објасните како директно влијае на мозокот оваа алатка. Дали таа го поттикнува развојот во еден дел, сега зборуваме ако правилно се користи, ако бенефитите од истата се користат, или можеби да направи во некој аспект ментална пасивност кај децата? Браво, Јована, и ова е изванредно прашање, бидејќи секоја активност каде што ние имаме на готово информација, без да го активираме тој причинско-последичен систем на размислување, прави ментален застој, прави еден блок на тоа логичко расудување. И секогаш, заради тој кога разговараме со децата и кога ги воспитуваме нашите деца, секогаш е многу логично кога би разговарале на ваков начин. Што мислиш ти, мама, за тоа? Како ова ти звучи тебе? Ако го направиме ова, што би се случило? Да не им даваме на децата готови податоци. Ако станеш од скалите, ќе паднеш. Заради тоа што моментот кога ние на децата им даваме готови информации, оној апарат на причинско-последично мислење многу споро или отежнато или воопшто не се развива кај децата. И се настанува тој когнитивен застој. И заради тоа е многу важно да не ги црпиме сите информации на готово. Заради тоа што јас не велам дека е помудро ние да отвориме 10 книги за да добиеме информација. Од тој аспект мене многу ми се допаѓа вештачката интелигенција што ни го крати она време дека ние би требало да отвориме 10 ресурси за да добиеме податок. Меѓутоа, првично да пробаме да најдеме солуција самите, да размислиме ако би било така, како би било, што би се случило, да го првично активираме оној систем на мислење, и ако тука ни е спорно, во тој случај во ред да побараме информација или, например, статистичка информација ни треба. Многу е добро да го искористиме ChatGPT, да ни даде на статистичка информација, меѓутоа да ни користи буквално за се, на готово да размислува за нас. Ако го користиме во тој правец, тука го правиме тој когнитивен застој, односно тука е таа тенка линија која што напоменавте вие, која што го дели дали ChatGPT ќе биде корисен или штетен за нашиот мозок. И кај нас возрастните веројатно ја уништува, да речам, повеќе можноста да истражуваме, желбата да се истражува, желбата да се направи нешто, да се остави свој печат. Така е. И кај младите веројатно оној момент дека треба да се потрудиш малку повеќе за да добиеш некоја информација, кога е сена готова, па каде е тогаш границата за користење на оваа алатка?
Па тука, знаете како, кај младите конкретно возрастните се наоѓаат со потешкотии за поставување на правила. Ние во модерно време се соочуваме со деца кои што по неколку часа на ден користат, да речем, смарт уреди. Она што ние како родители можеме да им го дадеме да го намалиме времето дозволено пред компјутерите. Со самото тоа што ќе го намалиме времето, употребата ќе намалиме на ChatGPT. И за тоа и сега во модерно време има и уреди кои што нели проверуваат па колку е користена, еве на пример еден труд ако публицирате колку е користена вештачка интелигенција, бидејќи не ја злоупотребуваат само младите. Да се разбереме, стана универзално средство за манипулација, каде што буквално дури има ситуации како шали на социјалните мрежи каде што велат мразки на дечката, што ChatGPT кажа дека он не е доволно добар за нејзе. Така што веќе почнува да го минува и социјалниот живот на младите. Да, особено кога сме кај социјалниот живот и специјалист за односи со јавност и нови медиуми, комуникологот Бојан Кордалов го имаме за куса, малку ќе направиме пауза, го имаме во живо со колегата Бранко Чупески. Тие малку повеќе ќе не надополнат на оваа тема. Бранко, доколку се слушаме, повелете, вниманието е кај вас? Јована, се слушаме, се надам дека конекцијата е во ред, тука сме многу блиску до македонската телевизија, во центарот сме на Скопје, не мрднавме од централното градско подрачје, пред се затоа што, освен што сообраќајот е растоварен и сакавме да и се изнауживаме на таа слика, мора да признаеме дека особено во овој дел од градот, зад Собранието на Република Македонија, тука има убаво ветре, има сенка, не се сеќавам кога тука имало некогаш сонце и атмосферата е многу пријатна. Се надеваме дека и на нашиот гостин Бојан Кордалов му е пријатно, тој е комуниколог, експерт за современи медиуми и секако е еден од најповиканите кога можеме да прашаме за вештачката интелигенција и за ChatGPT. Нема друго име ChatGPT, нели Бојан, добро утро? Добро утро, нема сега за сега, но може да си го викаме како сакаме, тоа зависи од нас. Еве предизвик за нашите лектори, за лингвистите, за јазичарите да најдат соодветен термин, име и презиме за ChatGPT. Но во меѓувреме ние ќе објасниме што значи ChatGPT. Тоа е една од алатките на вештачката интелигенција. Значи две работи, или современ асистентка кој што ни помага во извршувањето на секојдневните работи, побрзо пребарува за нас, дава совети, брейнсторминг идеи и така натаму, или пак нешто што ќе не направи зависни да не работиме и да бидеме плагиатори, односно да бидеме зависни од услугите кои што ни ги дава, без да ја вклучиме нашата интелигенција, без да вклучиме нашето размислување, едноставно да преработуваме на недозволив начин податоци. Значи, две лица, меѓутоа двете лица кои што се наши зависат како ќе ги вклучиме од наша страна. Дали ќе бидеме Джекил или Хайд? Едно од лицата што ќе ги избереме. Несомнено е дека оној кој што му се спротивставува на развојот, на секое поле, евентуално ја губи битката. Така е и со оваа алатка. Дали оваа алатка по дефиниција е полезна или не и дали можеме ние, ако не е полезна, да ја направиме нам да ни биде корисна? Мудрите луѓе го користат најпозитивното и најдоброто за себе и за општеството од се. Конфликтните луѓе бираат страна и се обојуваат на технолошкиот развој. Знаете, кога учевме за индустријската револуција дека луѓето ги кршеле машините стравувајќи за своите работни места, од оваа перспектива можеме да го разбереме на тој степен на развој. Меѓутоа, децени, векови после брз технолошки развој, навистина треба да увидиме дека од нас зависи дали ќе не уништи или пак ќе не развие технолошкиот развој. Исто тој со ChatGPT, исто тој со другите алатки на вештачката интелигенција. Значи, едноставно мора да се устроиме на начин да разбереме дека има етичко и неетичко користење. Дека има поддршка и плагиаторство. Дека има подобра ефикасност во работата и мрзеливост. И се зависи од нас. Тоа е суштината и тоа е клучот. Се дека ние викаме леле бегај од ова или викаме само ова да го користиме, ние сме на погрешниот пат. Рецептот, како вие ќе ја користите таа алатка, секој од нас, значи, е индивидуален. Баланс. Тој како рецепт за сарма. Баланс. Нема еден вкус на сарма. Има, да речеме, 2 милиони вкусови на сарма само во земјава. И сега секој е различен. Сите си исто, сите изгледаат исто или слично, но вкусот е различен. Еден става ваква мирудија, друга лично става онаква мирудија, се прави ново или нови начин. Така и со ChatGPT. Како ќе го користиме индивидуален рецепт? Тој резултат или тоа јадење на крајот ќе го добиеме.
Вештачката интелигенција ќе го уништи човештвото. Дали вештачката интелигенција сама по себе генерира деструктивни нагони или едноставно зависи од човекот како ќе ја користи? Кој ја креирал вештачката интелигенција и кој ја креира и кој ја усовршува човекот. Значи, од импутот, од она што го ставаме, од она што го градиме, базирано на нашата интелигенција и нашите можности, зависи дали ќе се уништи човештвото или не. И сега, ако ние работиме на тоа да го ставиме во погон за човештвото, ChatGPT ќе се користи многу повеќе и се зборува за корисноста во медицината. Значи, еве прашајте доктори кои што веќе работат на овие технологии, колку попрецизно им помага. Ти не го заменува докторот, но им помага во вршењето на некои операции, колку велат со помалце болки и со посовремени методи. Во образованието, не за плагиаторство, ChatGPT напиши ми семинарска на оваа тема, туку истражи ми ги тие извори, или каде можам да ги најдам овие извори за мојата магистарска тема, например. Во секоја друга ситуација, во секој друг аспект. Или во спротивно, ако ние кажеме, слушај, има кој да работи, ние ништо нема да правиме, сите податоци ќе ги пласираме тука, ќе се расправаме дополнително и ќе користиме само за воени и други действија, секако дека човештвото нема да обстои. Квадрилогијата или квинтологијата, веќе не знам ни колку дела има, Индиана Джонс од нашата генерација, или Дора и Диего истражувачите, цртаниот филм на децата кои што се сега адолесценти, и вештачката интелигенција. Сегашните адолесценти и млади живеат во едно менгеме на она што ние им го сервираме и повозрастните од нас и на она што животот реално им го сервира. Каде да го бараат балансот? Младите си го наоѓаат балансот и многу често самите психолози, значи најструшни во тој дел кажуваат дека се губи таа врска, или не е толку цврста како порано, обвинувајќи дека е тоа технологијата. Не обратно е, неадаптивилноста наша на технологијата и на современите текови прави да младите и децата не наоѓаат релевантен и кредибилен извор на информации во нас. Знаете, јас ако седнам со некој млад човек сега во моментот и почнам да зборам, знаеш, јас кога читав книги, па кога одев во библиотека, тоа е историска приказна. Или читавме весници, утринава имавме таков весници уште ќе најдат. Диалог, да. Ама замислете да кажете, јас, знаеш, ќе станам са бајле, ќе проверам по 3 библиотеки, ќе барам и за мене ми е тоа интересно, емотивно, или знаеш, џамли кога играв, вака или беше. кога чекавме темпо на трафика да купиме. Мене ми е тоа многу интересно, со насмех ќе го кажам, но за младата личност тоа е као добро од едно друго време, од една друга ера е сето тоа. Од некоја пештера, некој цртеж. Да. Сакам да кажам дека мораме да се адаптираме, да се согласуваме и мораме да се прилагодуваме ако сакаме да не слушаат. Не за друго. Сакаме да се прими информацијата што ја кажуваме за овие нови генерации денеска, ние мора да знаеме што се случува денеска. Ако ние игнорираме, сега и викаме, јас ова не го учам, стара сум ова, како да не ова глупости. Се наметна следното прашање. Дали има оправдание за повозрастните, бидејќи светот мора да биде кохезија меѓу генерациите, нели? Дали има оправдание за тоа, за таа одбивност кон новото, одбивност кон технологијата под изговор дека во наше време се живеело поинаку? Целосно оправдување има. Секој има право да си го живее животот како сака. И да мисли што сака и да прави што сака. Проблемот е што пропуштаат самите луѓе што одбиваат не да се прилагодат целосно дигитално, туку да ги земат. Така. Вие сега ќе видите многу возрастни луѓе, многу пензионери кои што комуницираат со своите деца во странство на алатки за комуникација, Viber, WhatsApp да не редам. Skype порано. Вие ќе видите многу повозрастни луѓе кои што читаат рецепти, например, вести, каде најдат делови за автомобил онлайн. И тоа не било така пред 10-15 години. Меѓутоа виделе дека отпорот нив им одзема, нив им штети. Не му штети на човештвото, општеството оди напред. И со нас и без нас, ChatGPT, вештачката интелигенција ќе се усоврши. Ние ќе се разбудиме 5 години игнорирајќи се во еден свет кој што не го препознаваме, светот ќе тера. Така што не е работата да ги судиме или да се судиме. Работата е да разбереме дека секој треба да го најде својот рецепт за сарма и да го подготви со тие состојки да биде уникатен и да користи од тоа, да ужива во тоа како ја користи самата технологија. Резимираме да заклучиме да ја користиме технологијата за добро. Апсолутно. Единствено така и никако поинаку и да ја користиме за нас, бидејќи колку повеќе ја користиме за нас, толку помалку ќе робуваме. Во спротивно ние робуваме. Таа ќе не користи нас.
и вештачката интелигенција не може никако да го уништи човештвото ако човештвото не се уништи самото себе си. Бојан Кордалов беше тоа, почитувани комуниколог, експерт за современи медиуми. Јована, ве оставаме со гостинката. Поздрав од терен. Толку од нас за денеска, освен ако до крајот на емисијата има уште некоја минута, не излезе некоја нова тема и нова идеја од студиото, се надеваме дека нема. Толку од нас, завршете оваа тема, завршете го овој појас, а ние се гледаме во студио за некој половина час. Да, со доктор Камилија Симеунова, благодарам Бранко, го продолжуваме разговорот, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Ајде малку за она што зборувавме за социјалните вештини кај децата. Дали вештачката интелигенција влие кај социјалните вештини на децата? Секако дека влие и докажано дека прекомерната употреба на технологијата, односно на ресурсите кои што не се, како да кажам, фамилни за човекот, прави отуѓување, прави алиенација. Така што децата, знаете како, особено оние кои што имаат потешкоти во адаптацијата, они го наоѓаат ChatGPT безбеден. Едноставно ChatGPT не ги осудува. Они кажуваат со какви емоции се соочуваат, дека се чувствуваат нели отфрлени од другите деца, дека потешко се адаптираат со другите деца и ChatGPT ги разбира. И знаете, он навистина ве разбира и апсолутно ги идентификува емоциите. Дури на емоциите на детето им дава име. И ова дете за прв пат се чувствува разбрано. И она наместо да упорно пробува да се конектира со врсниците, оно ќе се конектира со вештачката интелигенција, односно со ChatGPT. И тоа тука е моментот каде што е опасен. Заради тоа што тоа е тоа отуѓување од реалниот свет, односно како малтene тој е еден псевдоаутистичен свет каде што детето припаѓа на својот имагинарен свет, а не на светот на врсниците. Сега следствено на ова прашањето е дали оваа алатка може да стане заменски пријател кај деца кои што имаат проблем со емоционална потешкотија има. Да, тоа е механизмот. Некој замислен пријател. Да, они станува замислен пријател и буквално како да они се дружат, они поминуваат време, они едва чекаат да го земат телефонот и да разговараат со ChatGPT. Заради тоа што пак ја кажам, ChatGPT е единствениот кој што нив ги разбира. Знаете, потешко се конектираат со врсниците, од типот кажуваат дека имаат мака, почнува да му објаснува на ChatGPT, другарки ме отфрлаат, не сакаат да се дружат со мене и ChatGPT соработува. И детето губи желба да се конектира со врсниците, апсолутно почнува да се преклонува кон ChatGPT, зашто за прв пат се чувствува разбрано. А во овој аспект, кој треба да го вклучи алармот, родителите, како да забележат дека се случува тоа? Па знаете како, родителите секој пат активно треба да прашуваат и стално ги советувам родителите и да не ви јавува детето симптом. Прашувајте го. Прашувајте го како е си на училиште, како е со другарките и ако видите дека вашето дете под наводници е многу мирно, повлечено, не ви јавува, сикате е супер, другиве деца хараат навечер, моево мирно се седи у соба. Знаете како, има кога детето и треба да хара, има кога треба да спие мирно во соба. И обично доенчињата треба да спијат мирно во соба. Школско дете не треба да спие мирно во соба. Треба да сака да се дружи, треба да има, знаете, таа симптоматологија бидејќи е некако субтилна, она тешка за препознавање, родителите тука го губат контактот. И детето апсолутно се преклонува и пак ќе кажам да не забравиме, тоа прави зависност. Веќе тоа дете има, како да кажеме, на окситоцинска врска со ChatGPT. Буквално на мокна окситоцинско-допаминска врска каде што прегратката, каде што топлината е чувство преку вештачката интелигенција. И сега ви имате двојна задача. Како да го тргнете од таа љубовна конекција? Беше другото прашање. Како да го тргнете од таа љубовна конекција да го вратите во реалниот свет, кога оно во тој имагинарен свет се чувства многу повеќе разбрано. И така е, ние сите се како да кажам, се раѓаме различни. Не сите можеме исто да се адаптираме. Не секој може слободно да зборува на телевизија, не секој може да се дружи со пријателите, не секој може да каже што чувствува. Има многу, да речем, интровертите постојат, тоа не е имагинација. Интровертите постојат, интровертите многу потешко се преклонуваат кон оној, да речем, екстровертен стил на функционирање, заради тоа што нивниот свет внатрешен е многу богат. И он има друг тип на емоции, можеби, како да кажам, доминантни. Меѓутоа, ние мораме, без разлика дали сме интроверти или екстроверти, да припаѓаме на овој свет, а не на имагинарен свет, односно свет кој што е технолошки.
за моментот за кој е вистинскиот начин како родителот треба да постапи, веројатно едно од најпоставуваните прашања до вас од повеќе аспекти, па и кога е во прашање ваквата зависност кај децата. Кој е вистинскиот начин? Може би велите не треба веднаш да се одземе, да се скрати, како да се објасни реалниот, да се избега од таа имагинација, да се врати назад во реалниот свет? Јован, ова е изванредно прашање. Јас се согласувам дека е најчесто поставуваното прашање за кое што јас најчесто го имам оваа реплика. Баш пластично сакам да ја доловам. Ние кажавме да не го користи телефонот и она упорно дреме цел ден на телефон и оди само у соба. И велам, вие што правите? Па што да правам? Она го зима телефонот, што да ја тепам, што да ја направам? Ова е класика реплика која што добивам. И во тие моменти, јас секогаш на родителите им го кажувам ова. Ако на луѓето им земате нешто, мора да им дадете нешто за возврат. Ако вас ви ги земаат парите во маркет, ви даваат млеко, дајте му нешто на детето, понудете му. Од типот, ајде мама, што велиш, ние тоа време што ти го користиш ChatGPT да отидеме можеби до некој, сега се топли денови, до некој мол. Што мислиш ти да отидеме ние да се качиме на водно кога ќе се подстемни? Што мислиш како за оваа идеја? На ние на децата им дадеме идеја, да им дадеме како ова време ќе им го исполниме, бидејќи најлесно ние да кажеме дека па добро ние им го кратиме време, и сега они нека се снајдат, нека си најдат нешто друго интересно. Ние како возрастни ни текнува, ние очекуваме дека дете кој што нели тој неговиот пластицитет не е завршен, тој мозок е во актуелен развој, дека она самото ќе се снајде. Не, тука сме ние како ресурси кои што ќе им понудиме нешто заменско. Па дури ако имаме некоја пријателка која што има, да речам, деца кои што се на таа возраст, можеби не е лошо да направиме спонтан ручек, спонтана средба каде што ние ќе го изложиме нашето дете на тие врсници. Па дури да се и помали поголеми деца, на некој начин ние вештачки ќе генерираме ситуација каде што детето сакало некило ќе мора да општи со другите деца. Да се дружи, така. да социализира. Сега кога ги споминавме родителите, ги споминавме и возрастните, вирувам прашање со кои што би заокружиле и деца и возрастни, од психијатриски аспект, вашата специјалност, каде мислите дека е иднината на оваа апликација ChatGPT? Јас се плашам да кажам дека големи се шансите да има уште по-моќен тек од тој што го има сега. И можам да кажам дека се поголем и поголем замав взима и дали тоа мене ми се допаѓа или не е друго, али вештачката интелигенција има капацитет да заземе многу сфери во нашето општество и за тоа треба да ја користиме многу разумно, да имаме ограничено време кое што го минуваме со вештачката интелигенција, да користи на вистина за ресурси кои што би ни го скратиле времето за барање, меѓутоа не би го попречиле нашето логичко размислување, односно пребарување на статистички податоци, некои да речам податоци кои што се врзани со бројки, со да речам некои демографски податоци, меѓутоа не со користење на онај момент кој што е наш човечки, да размислуваме. Да, со социолошкиот момент, така. Да не биде нашето имагинарно пријателче. Да, што може реално да се случи кај возрастните. Не ги споминавме децата, се вашата специјалност, младите, тинеџерите, па некако фокусот го ставивме на нив. Благодарам за времето. Благодарам, се разбира се гледаме повторно во вашата специјалност на друга тема. Обавезно. Веќе и со овој разговор го завршуваме денешното издание на Македонија наутро. Се надевам дека вашето внимание беше на Македонската радио телевизија. Посакувам да имате убав ден пред вас и се разбира утре во 6:45 да го започнете денот заедно со нас. Поздрав!